Еве сме по вестите назад во студио, почитувани гледачи. Во наредните неколку минути ќе разговараме на доста интересна тема за животот на две тркала. Поточно со членовите на мотоклубот Носачи на крстот, Ивица Пренџов и Манојле Тарзиев. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Така, најпрво би го започнала разговорот и би ве запрашала колку време возите мотор и од каде љубовта кон моторот? Па, мотор возам повеќе од 15 години. И интересно е да кажам дека љубовта за мотор доаѓа од мојот војко. Уште како мал сум го гледал како вози, возел различни мотори, возел спортски коли и така, љубовта спрема животот на тркало ми доаѓа од таму. Значи исто како Ивица, мотор возам повеќе од 10 години. Љубовта према моторот, не знам, роден уште од многу мал, кога кај мене на мало сум ги гледал пример моторџи како поминуваат, како возат и така е родена љубовта, така сум изразил желба и моите ми возможи ете во животот да ми купат мотори, да почнам да го живеам тој стил на живот. Кој е вашето лично мислење за моторот? Дали е потреба, луксус, превозно средство или начин на докажување? Па начин на докажување сигурно не е. Дискутабилно е за луксус, може би е потреба и превозно средство, но во секој случај е начин на живот. Возењето мотор е прво начин на живот, а после се друго, според мен. Дефинитивно стил на живот. Колку години сте членови во клубот Носачи на крстот? Јас сум, значи, пресен член. Така. Околу една година сум член на мотоклубот Носачи на крстот од Велес. Значи, по статус се водам проспект. Се уште не сум полноправен член на клубот. Значи, да го објаснам малце поимот проспект за оние кои што не знаат што значи тоа. Значи, не сме полноправни членови, не ги носиме целосно боите на клубот. Немаме право значи немаме право на глас при донесување на одлуки, при одлучување или при размислување на некои теми од страна на клубот. Како проспекти, значи, помагаме при организации на мотособири, на одредени дружења. Како и сите рамноправни членови. Да. Потоа, значи, заедно се дружиме со полноправните членови на клубот, одиме на заеднички вожњи. Значи, Каде се имате патувано? Па, Македонија? Па, јас, значи, како пресен член, како проспект, до сега само во Македонија сум патувал со нив. Значи, возиме. Последна војна беше Кочани, така, Пониква. Да, бевме до Пониква, шетавме во природа, се дружевме, пиевме кафе. Што е суштина на клубот. Да. Така. Колку членови брои вашиот клуб и дали секој љубител на моторџискиот звук може да стане член и дел од вашиот клуб? Значи, нашиот клуб брои 21 член, од кои имаме 4 проспекти, како што кажа Мане. Останатите се членови на клубот. Дали секој може да стане член? Па да, секој може да стане член, но сепак клубот има има некоја свој... годишна возраст определена за... Па да, нормално дека мора да има положено категорија за мотор. И значи прво клубот има некои негови ставки, некои работи кои треба да се исполнат пред да се биде член на клубот и затоа и може и не може секој да биде член на клуб. Поради тоа што си има свој кодекс на однесување, си има свој правила на возење. Хиерархијата на клубот треба има да се своја следи. хиерархија, не одговара секому и затоа може и не може секој да биде член на клуб. Имате ли во клубот женски? Па да, нашите сопруги, односно девојки се наши придружнички, немаме остри правила како у други клубови каде што не смеат да бидат девојки член на клубот, членови на клуб, така да и нашите девојки имаат елеци и секаде ни прават друштво и имаме супер дружба, така да имаме. Вчера имавте едукативна акција за сите моторџии во Велес со мото носи кацига, биди безбеден. Која беше целта на овој настан? Значи,
Вака сега, ова акција која што ја спроведовме со полицијата од Велес, значи беше иницијатива на подмладокот на клубот. Ние како, тоест јас како член од подмладокот, заедно со останатите проспекти, значи имавме за задача да бидеме дел од таа акција која веќе колку седми пат, шести пат оваа година се одржува на иницијатива на клубот Носачи на крстот од Велес, на мотоклубот, и е со цел да се крене свеста на сите моторциклисти, значи во поглед на носењето на заштитна опрема кога сме на две тркала. Значи покри кацигата и нели остатокот од опремата. Но главна тема на акцијата беше носи кацига, биди безбеден. Сите сме свесни нели кои се последиците ако не се носи кацига, како можат да завршат некои работи, некои сообраќајки во поглед на тоа ако не се носи кацига, и од таа гледна точка и од тоа што отприлика за 2 недели мислам дека имаме за 2 недели мотособир. Значи пред мотособирот да излеземе и едноставно на јавноста. Кој е вашето мислење? Дали доволно се посветува внимание на потребата од носење на кацига? Не. Па Со оглед на тоа што младите се срамат ли од кацига? Не. Значи носење на кацига барем во Велес, не знам од која причина, но дали некој комплекс, не знам, луѓето избегаваат да носат кацига, да. Може да бидат видени во кацигата. Така, баш така. Не, ама да бидеме реални, да направиме на ретроспектива како се возело пред 4 или 5 години и како се вози почетокот на оваа сезона, свеста е малку од малку подкрената и навистина процентот мале, но е сепак качен од тоа што бил претходно. Веќе се носат, има луѓе кои носат кацига. За разлика, например, од 4-5 години, пред 4-5 години на раци се броеле луѓето во градот што носат кацига. Да. Сега веќе носат. Дали е тоа качена свеста или се качени казните, не сакам да дискутирам, ама веќе има. Има некој напредок, ама сепак е малку, треба уште. Вие како моторџи претпоставувам следите и мототрки, доколку следите кој возач е ваш фаворит? Да, следиме секако. Па не знам, немам стриктно фаворит, можеби Довициозо е еден од луѓето кои сакам да ги гледам на трка и у глобала сакам да гледам добра трка. Немам посебно мој фаворит. Контра на Ивица. Не знам, значи како последица од детството, идол нели Роси, се разбира, од постарите возачи, али од помладиве мислам дека Маверик Виналес. Моментално втора сезона од кога е испаднат од Мото2 и така да дефинитивно он ми е фаворит. Така. Почитувани гледачи, ние ќе направиме кратка пауза со рекламен блок, па се враќаме со нашиот разговор со нашите гости. Еве сме назад, почитувани гледачи, едно мало подсетување дека денешните наши гости, членовите од мотоклубот Носачи на крстот, но за жал едниот од нашиот гостин поради обврски го напушти нашето студио, но затоа ќе го продолжиме разговорот со Ивица. Ивица, да се надоврземе на претходниот разговор со Маноиле, колкава е успешноста на вчерашниот настан Носи кацига, вози безбедно? Па не сакам да звучам нескромно, ама според мене стварно успешноста е голема. Со оглед на тоа дека е 6-та година како поред веќе се одржува оваа акција, мислам дека свеста за носење кацига, посебно кај младата популација, се зголемува. Како што ви кажав и претходно, процентот е мал, но сепак значително е подобрен од тоа што било. И оваа година исто како и претходните 5 години, дечките што се запрени без кацига, им се запишуваат податоци. Морам да ги пофалам дека сообраќајната полиција од Велес ни пружа целата поддршка за сето ова. Ги повикува на трибина после тоа. Имаме некои мали дебати и
презентации зошто треба да се носи кацига. Уствари тоа не е дебата, само мора да се носи кацига и укажуваме зошто треба. И јас сум бил дел од статистиката со несреќни случаи носење кацига, значи треба да неминовно е дека треба да се носи кацига и клубот стои за тоа и затоа и секоја година на нашиот мотособир има дефиле на кој мотото на дефилето е носи кацига биди безбеден. И така покажуваме, значи имаме некаде околу 400 до 500 мотоциклисти на тоа дефиле кои сите треба и носат кацига. Едноставно со тоа мислиме дека ќе ја зголемиме свеста кај луѓето за носење кацига. Така. Покрај многута настани кои што ги имате, вашиот мотоклуб организира по 7 пат мотозабава која чинам ќе се одржи на 7 мај. Да. Кажете ни повеќе за овој настан. Па вака, значи, претходно забавата беше Мото Бич парти. Со име Мото Бич парти се одржуваше на Хотел Романтик на Велешко езеро, но полека, но сигурно таа зема поголем замав и едноставно местото е премало таму и се преместивме на Мотел Македонија. Таму не сме Мото Бич парти, таму сме само Мото парти. Значи, мото забавата веќе има карактер на интернационален евент, значи покрај Македонија имаме гости од Чешка, лани имавме посетители исто и од Словачка, имаше група германски мотоциклисти кои беа на минување и случајно виделе на некој нивни евент планер таму, па ни беа исто така и тие гости. Имаме од соседните држави гости од Албанија, имаме од Грција гости, Србија, Црна Гора, Словенија. Така. Велите имате надвор од нашата граница. На ваквите настани имате обезбедено слободен камп за сите кои што ќе дојдат на оваа мотозабава, поточно за сите овие од надвор нашата држава. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Па да, значи кога правиш таква голема организација, имаш луѓе кои минат повеќе од 1000 километри, не можеш да очекуваш дека истата вечер ние затвараме музика, се завршува и они си палат моторите и си одат. Не, значи мора да има таков камп. Имаме обезбедено камп, местото за кампување е прекрасно, има чисти тоалети, има тушеви каде што можат основните потреби од хигиена да си ги завршат. И исто така и наредниот ден продолжува дружбата на тој камп кога се испраќаме со гостите и така. Тоа е. Која е агендата за овој настан? Кој ќе ве забавува? Вака, агендата е мотособирот се отвара од 10 часот утрото. Веќе од 12 часот имаме пријавување за спретно возење или по-народски кажано гимкана, каде што учесниците може да ги покажат своите возачки способности. Ке имаме и споро возење, што е многу интересна дисциплина и за возење и за око. Потоа имаме надпревар за брзо пиење пиво, куткање на рака, оние мото игри познати. И потоа од 6 часот, од 18 часот возиме дефиле. Очекуваме годинава низ повеќе... градот Велес, така? Да, низ градот Велес. Очекуваме годинава повеќе од 500 мотори да возат дефиле. Значи, повеќе од 500 мотори. А за посетеност, моја лична проценка е дека би имале и повеќе од 4000 луѓе. Ивица, би те прашала која е твојата најдолга дестинација која што ја имаш возена? Па најдолго во еден мав што вика народот, имам тргнато од Велес да возам преку Летвар, Прилеп, Охрид, од таа страна од Кестража, Тетово, Гостивар, Скопје, па Велес. Тоа се некаде околу 510-20 километра, без посебно за освен за бензин, за друго. Дали ти си има некогаш нешто случајно, некоја незгода, додека си патувал на вакви долги дестинации? Да. Секако дека има незгода. И убави, не. Така, има и убави и неубави моменти. Не убавите време. преовладуваат, така да неубавите ги забораваме, нели, не вреди ни да се спомнат. Добро, во ред кога веќе ме прашавте, имало. И ќе има, седа дека возиме, ќе има. Значи тоа е неизбежно. Не можеме да избегнеме од тоа, заради тоа што не само на мотоциклистите, сообраќајната култура е многу на ниско ниво. Така. И очито не мора е дека вие да бидете криви, доволно така некој друг да биде крив. И очито е дека не се рамноправни како многу од возачите не ги гледаат како рамноправни учесници мотоциклистите.
Тоа е тоа. Што мислите вие за жените моторџи? Имаме ли тенденции да добиеме повеќе жени моторџи и дали мислите дека во иднина ќе има и женски мотоклубови? Па нема ни една причина да нема. Значи, веќе и постои во Скопје мотоклуб женски. Не ми текне моментов како се вика, знам имаше нешто Angels во името, ама не сум сигурен. Знам дека бројат некаде околу 14 члена, само девојки правомуват. И не гледам причина зошто да нема, значи мотоциклист е мотоциклист. Тој што е влюбен во две тркала без разлика дали е машко или женско, ја познавам женски подобри шофери од машки. Така да нема добра причина да нема. И за крај, Ивица, какви активности подготвуваат носачите на крстот за сезонава, што е она што можеме да го очекуваме од вас, освен оваа мотозабава на 7 мај? Па да, после забавата, најверојатно дека наредна дружба ќе ни биде во Кюстендил. Таму имаме мотоклуб со кој имаме многу добри релации. Исто ќе бидеме учесници на нивното дефиле и таму ќе се презентираат слики од нашите акции за носи кацига биде безбеден, ради тоа што и они ја организираат истата таа акција. Сега почнуваат да организираат истата таа акција. У годишниот календар на клубот исто е интересно да се стави, мислам, го правиме секоја година, тоа е крводарителска акција, што мене ми е посебно убав евент од клубот. Таа е у октомври месец, ноември, извини. А инаку преку лето, значи, одиме на сите мотозбеднувања низ државата, на забави што ги организираат нели нашите колеги клубски, извини, од други клубови. Тоа е тоа, преку лето за викенд, кој кога е слободен, кој кога може, се дружиме, гледаме се тоа да биде почесто, да биде... Тоа е тоа. Ивица, јас те благодарам за твоето гостување, исто така и на Манојле кој што не напушти. Се надевам дека нашиот разговор им беше интересен на нашите гледачи. Почитувани гледачи, за сите оние кои што го сакаат звукот на моторот, ги покануваме сите на мотособирот на 7 мај кој што ќе се одржи на Мотел Македонија. А во продолжение ќе слушнеме песната на денот. Останете со нас.